Спасен Силјановски, почитувани слушатели, продолжуваме со нашата радиопрограма. Во Македонија, како што речков, се крена голема врева околу присуството на премиерот Мицковски на инаугурацијата на председателот Доналд Трамп. Дали беше Христијан Мицковски, премиер на Македонија, поканет како што велат единствен политичар од Балканот? Само да го најдам, да видам дали ќе биде така. Овде гледам и Мицковски има објавено слики во ВИП ложа, инаугурацијата со председателот на Републиканската партија Мајкл Ватли. Да, само да пуштам пред се, да пуштам што кажа телевизија Алфа. Поканата за македонскиот премиер да присуствува на инаугурацијата на Доналд Трамп е огромна можност за Македонија, шанса преку средби со влијателни личности од администрацијата на новиот американски претседател и дел од неговите најблиски соработници државава да гради посилно пријателство со САД и презентација на можностите за засилување на економската соработка. Според познавачите, ова го покажува новиот начин на водење на дипломатијата, односно повеќе ја нема онаа сервилност која беше еден вид заштитен знак минативе 7 години. Универзитетскиот професор Звонимир Јанкуловски за Алфа вели дека и повеќе од значајно за Македонија е што премиерот добил покана да присуствува на ваков настан. Посетата не се работи за премиерот Мицковски, се работи за премиер на една држава, на Македонија, и значајот на посетата сам по себе е голем, затоа што поканата е дојдена до премиерот, односно до Македонија, и се работи за настан, се работи за можност да се сетни со високи функционери во идната администрација на председателот Трамп, да оствари средби, да гради нови пријателства. Всушност тоа е новиот курс на дипломатијата. Дел од луѓето и медиумите блиски до опозицијата минатиот период се обидуваа поканата да ја прикажат дека била воопшто неважна, дека патувањето на владината делегација во САД наводно било бадијала. Според Јанкуловски, такво нешто е очекувано, бидејќи тие се обидуваат да прикажат дека само претходната власт имала успеси во дипломатијата и покрај тоа што потпишаа билатерални договори, кои според многумина се катастрофални и сега го блокираат европскиот пат на државата. Едноставно штетата, начинот на нивното размислување е штета по државата и да останат на онаа мантра дека големите лидери, односно нивниот голем лидер носеше големи одлуки кои видовме каде не однесоа, во кој крсок не однесоа денеска, и оставајќи наследство на новиот власт да ги амортизира штетите што се направени од таквите одлуки во надворешната политика. Мицковски е единствениот лидер од Балканот кој ќе присуствува на инаугурацијата на 47-миот председател на САД, практично најважниот настан во светот во моментов. Дел од владината делегација се и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски, вице-премиерот и министер за животна средина Изет Меджити и заменик министерката за европски прашања Викторија Трајков. Сега овде, почитувани слушатели, не е ништо спорно што премиерот Мицковски ја посетил Америка. Меѓутоа е спорно што медиумите во Македонија дезинформираат. Официјални посети спрема американската традиција на инаугурацијата на председатели во Америка не се канат личности од светот. Не се канат председатели, не се канат премиери, ниту крал, ниту кралици и така натаму. И сега не може да биде изземен Христијан Мицковски, да биде поканет, па и прв човек или единствен од Балканот. Посетата најверојатно, спрема мене, е направена по покана на Крис Павловски од Рамбл каналот, каде што се совпаѓа заедно со X на Илен Маск и на некои други кои беа на Амазон, кои беа присутни таму и можеа да набават карти кои беа бесплатни за да се влези на инаугурацијата и да се следи од некоја страна. Можам да кажам и следното, дека
Во Америка досега не присуствувал, па ниту биле поканети председатели од странските држави. Прв пат оваа година или овој пат Доналд Трамп ја прекрше таа традиција и го покани кинескиот председател официјално, Кси Џинпинг, и исто така го покани председателот на Аргентина. Како се викаше, само да видам, Хавиер Милеј. Хавиер Милеј и Кси Џинпинг беа официјално поканети. Кси Џинпинг ја одби поканата, меѓутоа го прати заменик председателот на Кина. И зошто ова Доналд Трамп го прави? Го прави со една добра мисла, една добра идеја, за да ги подобри односите со Кина. А го покани аргентинскиот председател таму, затоа што ги застапува традиционалните вредности, конзервативните вредности, она што Доналд Трамп и го кажа, дека признава само машко и женско, признава фамилија, признава и во прв план ќе бидат интересите на Соединетите Американски држави и после интересите на некои други држави и така натаму. Меѓутоа, можам исто така да кажам дека од медиумите овде ќе ги отворам и тоа ќе кажам дека со ред ќе гледам, беше присутна и премиерката на Италија, Џорџија Мелони. Меѓутоа, не беше и таа поканета официјално од Доналд Трамп. И таа седеше некаде во позадина, каде што седев јас, ти, Петко, Трајко, Станко и сите. Оние што беа поканети од Доналд Трамп или по традицијата се председателите поранешни на Соединетите Американски држави. Таму присуствуваше Клинтончина, Џорџ Буш присуствуваше и Барак Обама. Тоа е традиција и никогаш не се прекршила досега. Единствено, како што реков, Доналд Трамп оваа година во овие толку години избор на председател на Америка го ја прекрше традицијата, меѓутоа но не е и закон во Америка да се кани или да не се кани. Обично досега до вчерашниот ден, до понеделникот, Америка не испраќаше покани, како што реков, до лидери на светот. Тоа значи не ги канеше ни кралевите, ни кралиците, ни председателите, ни председателките, ниту премиерите и така да нашите медиуми малце нека кочат, нека запрат малце со тие лаги и невистини работи. Секоја чест што отиде Христијан Мицковски во Америка, присуствуваше онаму каде што му е местото. И то не е срамота. И то не е срамота Мицковски да биде каде што беше. Дали бил со Крис Павловски, дали беше со некои други. Важно беше во Америка и онаму каде што беше местото, присуствуваше. Меѓутоа не е единствениот поканет. Не е поканет. Сметал Мицковски требаше да објави, спрема мене во јавноста, требаше да објави дека ние ќе одиме во Америка. Меѓутоа ќе одиме две делегации. Една делегација предводена од мене, друга делегација предводена од Изет Меджити или од Африм Гаши. Тоа е многу болно во македонското општество и во Македонија. Зошто со Христијан Мицковски една партија на луѓе од 6-7 лица и друга партија на луѓе од албанските политичари 6-7 луѓе. Зарем не можеа да направат еден тим од 5-6 души заедно? Можеа. Меѓутоа што дава тоа? Кои се тие сигнали? Сигналите се тие дека Македонија е поделена, дека Македонија е федерализирана и дека во Македонија и власта е поделена.
дека не е власта во рацете на Христијан Мицковски или во рацете на владата. Гледате како се шетаат, како Јанке Седжи, дали бил тој Гаши, дали бил Изет Меджити, каде ќе одат и каде беа, кои беа потребите да оди Изет Меджити во Америка, кои беа потребите да одат десетици од владата на Република Македонија на сметка на македонскиот народ. Ако не е на сметка на македонскиот народ, тогаш пеки, што велат турците, ќе вака со раката на срце, на гради, ќе речеме, се извинуваме што ве навредивме или што кажавме дека вие отидовте на инаугурацијата, односно се шетавте низ Америка, се сретнавте со албански здруженија во Америка или со Советот на албанците во Америка или пак Христијан Мицковски со Крис Павловски или Мето Коловски и не знам кои други. Значи не е тоа спорно. Спорно е што македонските медиуми информираат дека нашиот премиер Христијан Мицковски е единствениот политичар од Балканот кој доби покана да присуствува на церемонијата на инаугурацијата председател на Соединетите Американски држави. Прекинете и престанете еднаш да лажите до тој степен со медиумите, со македонски медиуми. Престанете да не деградирате и да не омаложувате. Па мајко му стара, па ние живееме по 30-40 години во Америка, по 50-60 години, па и ги следиме овие настани, од политички настани, дали се во Австралија, дали се во Канада, дали се во Америка. Па знаеме ние, не вадите вие врели костење или не измислувате топла вода, што велите вие. Па се знае тоа, е меѓународен настан, се знае кои биле присутни, пишуваат американските и светски медиуми. Не е на одмет да одат и македонските медиуми заедно со Христијан Мицковски. Меѓутоа, лажните информации болат многу за македонскиот народ и останатите малцинства. Престанете со лажните работи. Информирајте го македонскиот народ правилно. И уште еднаш ќе повторам јас, не е срамота председателот на владата, премиерот Христијан Мицковски, да каже дека јас одам во Соединетите Американски држави, ја користам можноста на големиот настан, каде што ќе имам можност, меѓу другото, да го гледам преку БИМ или на други места председателот Доналд Трамп, како се ја дава свечената заклетва, меѓутоа во слободното време и понатаму, јас ќе се сретнам со одредени личности од американската администрација, која ќе биде и е во полза на Македонија и иднината на Македонија, бидејќи ние сме сојузници со Соединетите Американски држави. Тоа би го направил секој еден политичар свесен од Австралија, од Канада, од Соединетите Американски држави и од други места. Бидејќи ништо не останува скришно, почитувани слушатели. Ништо не може да се тури водата под карпетот, под ругузина да се спушти водата. Едноставно, нека бидат едноставни работите до нашиот народ, до македонскиот народ и да се обелоденуваат вистините, а не овие вакви настани. Мицковски бил прв, па ќе направил ова, па после му обелоденија дека е Меджити таму, па дека е Хашим, Африм Гаши, па не знам уште кој други, 5-6 други, и од другата страна уште 5-6 представници, Муцински таму, Викторија Трајков, Зоран, заменик министерот за надворешни работи, го гледам на сликите, и Сурија, една Сурија на македонски политичари, односно целокупниот македонски политички врв се наоѓа во Америка, со исклучок на председателката Гордана Силјановска Давкова, која остана да биде присутна за богојавление, за водици. Јас толку имам да кажам, почитувани слушатели, се надевам дека мојата информација допира до вас и дека
уште еднаш ќе повторам, американците традиционално никогаш до вчера, до понеделникот, не поканиле некој странски политичар, премиер, председател, крал или кралица. Ниту до сега, ниту еднаш не биле присутни од United Kingdom, од Британија, ниту кралицата, ниту кралевите. Толку од мене, почитувани слушатели, и се надевам дека медиумите ќе го слушнат и ова од мене.